Добро, почитувани слушатели на Македонската радиопрограма, како и вие кои не следите на Фејсбукот и на вас, добар ден. Денес разговор ќе водиме по повод великденските пости со игуменот и односно архимандритот на Македонскиот православен манастир Свети Климент Охридски од Кингој, отец Гаврил. Отец, добар ден. Добро нашол. Еве како што времето доаѓа, сме пред великденските пости. Можда значајно е за нас македонците од православна вероисповест да позборуваме околу великденските пости, значењето на великденските пости, па тука веројатно ќе спомнеме прочка, ќе спомнеме исто така и богослужбените циклуси во манастирот и во црквата Свети Ѓорѓи, па и останатите храмови на Македонската православна црква овде во Австралија. И на крајот ќе сакам да ве прашам збор-два околу задушница. Најнапред, еве да зборуваме за значењето и подготовките на постот. Постот, значи, е секогаш... Само погласно ќе молам. Постот е суштински дел на нашата православна вера. И не само на православната вера, туку ќе речеме на човештвото воопшто, затоа што потеклото на постот потекнува од самиот рај. Значи, како што велат светите оци, ако на човекот во рајот му било потребно пост, колку повеќе на нас, кои што денес сме изгонети од рајот и кои што нели сета наша се целиот наш труд е да се вратиме повторно во тој изгубен рај. Зашто велам така? Затоа што кога Господ го создал човекот, нели му возможил, го поставил во рајот, во местото на славите, на раскошот, на се благословено и убаво. Меѓутоа му рекол да не јаде од дрвото на познавањето на доброто и злото. Не дека тоа му било забрането, меѓутоа тоа било еден вид, како да речем, воздржание. И тоа е тоа воздржанието, всушност, што е суштината на постот. Да се воздржуваме не само од постни јадење и нејадење, туку воздржување, сега зборувам за нас, воздржување од секакви лоши зборови, лоши дела, па дури и лоши помисли. Затоа, да речеме, во текот на годината, црквата, односно светите оци, определиле неколку такви стрикни пости, во кои што се пред се прво средата и петокот. Средата ние постиме затоа што во средата бил предаден Христос, а во петокот постиме затоа што Христос бил распнат во петок. Па на тој начин сочувствуваме во тоа дека ние како луѓе сме го предале и жалеме за тоа. На друга страна пак постејки, воздржувајќи се во тој ден, ние покажуваме дека не сме учесници, не сакаме да видиме учесници во тие настани, во тие зли настани, затоа да речеме и од почетокот бил определен постот во среди петок. Подоцна бил развиен постот пред Великден и останатите други големи пости што се за пред Божик, за апостолските пости и Богородичниот, односно Преображенскиот пост. Задржете го зборот тука, сега ми доаѓа мене ново прашање. Постите велат дека сега од народот или некои од свештениците, не знам баш кој, постите беа 6 недели затоа што Исус Христос се борел против ѓаволот. Точно, 6 недели, 40 дена, затоа што тој веќе ново сведоштво за постите, кое што се споменува во Новиот Завет, и нашето потеклото, да речеме, определувата зошто 40 дена е баш од таму. Дека Христос постил 40 дена, во пустината бил искушуван, со истите искушенија кои што всушност Адам и Ева ги имале во рајот дека паднале, за да ги победе. Затоа и Христос дошол се што сгрешил првиот Адам, првиот човек да го поправи и да ни даде нов пат. И затоа ние сакаме да постеме. И затоа и постеме, за да го следиме Христос, Спасителот нас, новиот човек, односно
Богочовекот Исус Христос, кој што нели дојде за да обнови човештвото. Сега за Великденскиот пост ние имаме уште една недела екстра, која што не е вклучен во тој Паска, како да речеме, пост, Великденски пост, туку се нарекува и страстна недела, во која што постиме и сочувствуваме со настаните со Христовото раснување, судење претходно и страдание и така натака. Добро, продолжете со Стариот Завет тогаш. Да, во Стариот Завет треба да се спомне тоа дека исто постот е поврзан со 40 годишното подвиг, односно исход на еврејскиот народ од египетската земја, земјата на робството, во ветената земја, во новиот Израел. А потоа постот се спомнува и во Стариот Завет во моментите кога човештвото отпаѓа од Бога и тогаш свештенството, тогашното старозаветно свештенство наложува пост, се вели во пост со пепел и кострет. На строг пост во кој што се измолува на некој начин, односно се покажува нашето покаяние, нашата освестност дека сме сгрешили, дека сакаме се вратиме на тој пат, на правиот пат, потоа нели Господ го излива својата милосрдност и го враќа достоинството на избраниот народ. А во Новиот Завет почетокот на постот е со 40-дневниот пост на Христос во пустината и таму се вели нели во едно место кај што зошто учениците твои не постат, обвинувајќи го Христос дека апостолите не постат, тој им одговора додека се садбарите со младенците, значи дека младенецот со нив, нема потреба од пост. Кој ќе го напушти, кој ќе ги напушти младенцот, тогаш ќе е потребен постот. И тој всушност после распнувањето Христово, а сега нели Христос воскресна, се возил на небото и на тој начин ние сега продолжуваме да го држаме тој пост. Сега постот не треба се свате само со воздржување на одреден вид на храна. Туку пред се постот треба да значи, како што рекол, воздржување од секоја лошо дело, секој лош збор, лоша мисла, односно водење на добродетелен живот. И затоа во постот е предвиден и покајанието, односно исповед. Некој така традиционално, па и од свештенството дури влегло пракса да нели најзначена работа во православната црква е да се причестуваме телото и крвта Христова, го поврзуваат со посто, меѓутоа тоа е точно дека треба да постиме во одредените денови кои што црквата ги определува, меѓутоа поточно е тоа дека треба да се исповедаме, затоа што Уште да кажеме кога почнуваат великденските пости? Великденските пости, фактички подготовката за великденските пости е почната веќе со претходно нели неделата на митерот на фарисејот, неделата на блудниот син, на страшниот суд, нели пред некој ден беше и задушница и прочка во недела. Значи од понеделник почнуваат постите. Правилата на овој голем великденски пост е цел пост без масло, освен сабота и недела кој што се потребува масло. Риба се потребува само 2 дена во постот, тоа е за благовештение и за цветници. И масло исто така може да се потребува во празничните денови, како што со цикувањето на главата на Свети Јован Крстител, со ноѓањето на главата, потоа Свети 40 и така натака, тие неколку празничи што се внесени. Секако треба, тука црквата е снисходлива и сочувствува со слабите, изнемоштените, пред се старите луѓе, кои што потребуваат доста нели лекарства и болни, бремените жени, тие што имаат тешки физички работи и така натака, со совет со својот духовен отец, значи тоа како што реков на исповед, лична исповед, значи и со благослов негов се облажуваат тие пости според можностите на самиот човек, да бидат прилагодени на него, да може да посте, меѓутоа и да не греше во непост. Значи духовниот татко ги сноси тие
да речеме, гревови. Така, Не е тоа сносење на гревове, туку види, не треба да се свате нашата вера како вера, како да кажем, на правна вера во која што нели сега сме сгрешиле и после тоа нешто сега ќе исправаме или ќе се казнуваме. Туку едноставно треба да се свати како вера на љубов и затоа и постот и се што правиме ние е наш љубовен акт да се вратиме кон Бог кој што не сака. Тоа е како минатата недела која што беше неделата на блудниот син со своите недела. Кој е тој блудниот син? Па тоа е приказ на расказ во Новиот Завет во Евангелиите, во кој што се спомнува дека еден татко имал двајца синови и едниот од нив помладиот посакал да му се даде наследството што го имал и таткото го направил тој поменал, заменал од таткото и го потрошил имотот во развратни работи. Од кога се свестил, кога останал гладен, така речено, жеден, необлечен, и таму се вели дека се вработил кај некој кај што чувал свињи, нели во Стариот Завет свињите биле забранети, нечисти се сметале за нечисти животни, зборуваме од духовна смисла, и тој сватил дека неговите слугите на неговиот татко имат повеќе отколку тој што има сега. Дошол се покајал, побарал прошка и таткото го примал. Таа состојба на богоставеност или потоа нашето богонапуштање, во кое што живеејќи недобро, еве и минатата, па оваа недела што помина, па беше неделата на страшен суд, во кој што на страшен суд Господ испитува луѓето дали сме направиле добро или лошо. Гладен бев, ме нахранивте, жеден бев, ме напоивте, болен и затвор бев, ме посетивте, или не го направивме тоа. Тоа е тоа всушност, според тие наши дела и ние ти го заслужиме, ќе застанеме од десната Христова страна, кај што е нели изобилството на благост, на радост, на веселие, на љубов, или пак ќе стекнуваме лоши навики, од кои што всушност ќе станат наша втора природа и кои што едноставно потоа самите се осудуваме на таа отсуство на љубов, на радост и това. Е сега Сирна недела. Сирната недела е во овие пости. Сирната недела е оваа недела, во која што нели како што реков, Од понеделник или? да, веќе трае. Значи од понеделник почна, до кога трае сирната до недела? недела, кој што, значи тоа е, се вика месо отпустна, во неделата се отпушташе месото, веќе не се јадеше. Оваа недела, нели среди петок не се пости според правилата на црквата, меѓутоа не се јаде месо. А од понеделник веќе па се отпушта и сирењето, и сиро отпустна. Значи веќе почнуваат великденските пости. Е сега во манастирите и некои од миријаните, од световните луѓе, практикуваат и тридневен строг пост на тримир, без јадење и пиење 3 дена, потоа се служи првата Кои денови се тие? понеделник, вторник и среда, значи. Сега почетокот или пред Великден? Почетокот. Значи сами сега овој понеделник се понеделник, вторник и среда да. спрема Воздржание без јадење и пиење, тоа нели тоа секој не го практикува, туку најчесто монасите и некои поревностни луѓе кои се сакаат тоа да. А има и такви, има и во Австралија такви луѓе кои што редно. Има кај вас во манастир? Да, има, да. Ние секој пример и јас од кога дојдов, научен од праксата во Македонија, првата преждел свештена литургијата на претходно светени дарови ја служам во среда и луѓето си доаѓаат, се причестуваат и после си продолжуваат со храна. Тоа е како еден вид како Великден пред Великден. Така, ајде да продолжиме со исповетта. Исповетта дали е само за овие пости или пак јас колку што знам ми е познато, исповетка и својот духовен татко може да има секој еден човек кој има потреба да каже нешто во душата што не сака да го каже во јавноста.
Во суштина сите имаме потреба од исповед, затоа што исповедта се состои во тоа што ние секојдневно живејќи во овој паднат и грешен свет, грешиме. Прво сме наследиле таа падната природа човекова, а потоа и самите ние, нели, не имајќи сила да издржаме на некои искушенија, паѓаме. То може да било тоа различен карактер. И сега, особено па ние во Македонија, кој што бевме задоени со комунизам, со атеизам, ние немавме пракса да се исповедавме, немавме пракса да живееме црковно и на тој начин, всушност, на повозрастни години, било младоста, може од младоста, може и некој на повозрастни години, како да е, значи веќе во свесни години, ќе речем, влегува, се освестува дека црквата е дом и Христос е вистински спасител и, ќе речем, и наш татко, нели, затоа и се молиме со молитвата Оче наш, и ние сакаме се вратиме кон Бога, сакаме се вратиме кон Христос и се оно што не е согласно со Христовиот живот, се оно што не е согласно со Евангелието кој што го читаме, кој што не го поставя Христос, значи е на тој начин греф. Сега бидејќи, кој што реков, ние не сме цврсти во нашата ревност, во вршењето на добри дела, секојдневно се колебаме, паѓаме во разни. Сега, првата исповед, значи, кој ќе дојдеме на прва исповед, ги исповедаме најчесто големите, крупните греови, пред се телесните греови, со пријадување, со припивање. За жал сега постои тоа голема зависност на луѓето што потребуваат наркотици, хазарните игри, коцкање, блуд и раздрот, и тоа го има за жал сето тоа. Меѓутоа, како што реков, сите на некој начин грешиме и ама потребно е како блудниот син да се свестеме дека таа наша состојба е изгонување од вистинскиот дом, од вистинската наслада на овој живот. А овој живот има смисла, овој живот има значење и тоа е суштински, длабински, има сето тоа носи и радост, и утеха, и смисла, сето тоа, значи. И тука е нашиот добар и всушност тоа е покајанието и тоа е исповед. Повторно враќаме. Сега, најчесто ние практикуваме да се исповедаме особено пред големите пости, ама секако дека тоа може да го правиме и редовно и кога има потреба. Кога ќе имаме потреба, кога ќе почувствуваме тежина на душата, кога ќе почувствуваме дека некои навики станале наша лоша природа, а не сакаме да завладеат, како што вели свети апостол Павле, се ми е дозволено, меѓутоа не ми се од корист. И не сакам нештото тоа да завладее над мене. И јас да имам корист, да имам контрола на тоа. Пример, пушачите, ќе речеме. Иако не ќе речат не е толку знае колку голем греф, меѓутоа проблемот е што тие немаат контрола над самите себе. Значи едно мало цигаре ги контролира тие луѓе. И затоа јас не сакам да видам контролиран од што и да било и затоа се трудам со помош на Духовниот Отец, а тука е Бог во средината и всушност кога ние се исповедаме пред Бог, а Духовниот Отец е сведок и раководител на таа заедница меѓу Бог и човек. Се од тука веројатно доаѓа и празникот Прочка кој е во ова недела. Да, точно. Помалку поопширно. Дали луѓето го практикуваат тоа, дали си простуваат, дали си простуваме или пак само на уста ќе одиме, ќе речеме. Имаше еден наш професор, Бог да го прости. Ние во селото, само за момент, ние во нашето село на Прочка одевме од куќа в куќа со секој еден да си речеме прости ми ако ти сгрешив нешто. Точно. Да, се практикува тоа, се уште се практикува, ама како што спомнав нашиот драг покоен професор Петко Ристевски, тој велеше дека најчесто си простува тие што нема сгрешено. Ама суштината на Прочка, на празникот, на денот на простувањето е тоа дека сите на некој начин си грешеме
и треба да се смиреме. Најважно од се е човекот. Значи, затоа на страшниот суд Господ нема да рече дали сме биле успешни во кариерата, дали сме стекнале големо богатство или сме биле паметни, убави, или што да ќе праша, дали сме го направиле на тоа еден од тие најмали браќа. Односно, пред се тие што не изгрешиле, дали сме и простели. И затоа е суштински простувањето и прочката. Особено, знаејќи го значението на големиот празник Великден, во кој што ние благодатно се суденуваме, го преживуваме повторно воскресението Христо и сакаме подостојно, почесно, почисто да учествуваме во тој настан и заради тоа и се каеме, се простуваме. Не е лесно човек да побара прошка, меѓутоа подвигот е во тоа. Да покажеш човечност, да покажеш сила. Најчесто ние тука според критериумите на овој паднат свет, сила покажуваме на слабите, со сила. Меѓутоа, јас ќе речем најголема сила, најголема храброст, юнаштво е тоа, да си ги простиме гревовите, да побараме прошка и да дадеме прошка. За жал во овој век тоа станува како луксус и луѓето не го сметат за суштински, држат до гордоста да во својата суета. Со тоа сите ние како човештво губиме. Како што реков, нема човек кој живее да не сгреши, така да и јас сум сгрешил на некој, и вие сте сгрешили, сите грешиме, меѓутоа на крајот на денот да се простиме, затоа што не можеме ние да во самата молитва, ја спомнав преска Оче наш, Господ не ги простува нашите гревови, ако ние ги простуваме на нашите. Тоа, значи, треба да знаеме дека нема да не бидат простени нашите гревови, нема постот или што да е друго што правиме, да речеме, пред Великден и за сите празници, нема да имат сила, значение, ако не ги простиме гревовите, па и на тие што нас не изгрешиле. Отец тука доаѓа во прашање простување. Има некои работи кои не се простуваат, кои се навистина големи, кои се луѓето, некои луѓе убиваат, некои луѓе уништуваат масовно. Како може на нив да им се прости на такви луѓе? Види сега, како што реков... Или до кој степен е тоа простување, например, простување да те навреди со збор, да ти врзиш лакајнца, ние што велиме, ама некако те издупи со нож или со пиштол те изрешети, како ќе му простиме него? Ова веќе друга димензија во која што зборуваме и ќе речеме дури и за суштината на христијанството, затоа што суштината на христијанството е маченичка. И затоа и најголем пример за тоа ни е Господ Исус Христос. Кога го раснале, тој и прости и очи не знаат што прави. Дури на тие што го предале, самиот Јуда, му ги измил нозите, тоа покажал пример. Тоа е големината на човештвото, да простуваме дури и на такви луѓе. Секако Господ е судија, а не ние. И пред се простувањето и непростувањето, ние ја доживуваме состојбата на рај или пекол. Кога не простиме на некој, кој да ќе речем, значи ние чувствуваме тегова, ние чувствуваме мачнина, ние чувствуваме гнев, омраза, злопамтење и сите тие работи. Ама ако простам, се ослободувам од тие и веќе благодата на Светиот Дух влегува и со даровите на благодата на Светиот Дух, на радост, на леснотија, на веселост. И кој ќе размислам самиот, подобро е да се измачам еден момент, да простам од себе, да го isfрлам тоа надврш што го имам, отколку цел живот да го носам и да ме однесе, што се вели, и во пеколот, отколку да го држам сето тоа. И затоа, да речеме, простувањето е и многу битна работа, како што реков, и треба да го практикуваме. Особено ние македонците најдобар пример сме. И тука во Австралија. Се уште се држиме за некои, ќе речем, неразчистени работи кои што всушност и се непотребни, кои што всушност се измислени, кои што всушност се од демонот, од ѓаволот,
и не држат разделени и ние не напредуваме. Многу заедници во Австралија кои што се помалобројни од нас имат многу поголем напредок. Баш заради тоа што ние си држаме еден на друг, не сакаме да си простиме, не сакаме да си дадеме рака, не сакаме да се возлюбиме како браќа. Имаме една Туку се озборуваме секојдневно еден против друг. Не само што се озборуваме, туку и работиме еден преку друг. Уште се делеме на ваши и наши, на вакви и такви. Сето тоа не треба да не биде како многу добра поука, дека е погрешно и дека треба да го отфрлеме. И секако треба да ги следиме добрите примери, не лошите примери. Некој, па макар да и свештенички чин, ако вели дека не треба да му простуваш на својот брат и дека треба да го делеш, мислам дека не треба да се слуша. Едноставно тоа не е од Христос. Христос не рекол така. Христос кога го дошол, ги раснал двете раце ширум за сите, да не збере во него, во неговото тело, во црквата. А последно ќе речем, па ние, како Македонска православна црква, еве, тука имаме две епархии кои се создадаа за да се помери нашиот народ. И тоа треба да го практикуваме. Да се соединеме, да се сакаме и да напредуваме, инаку се е во наша штета. Кога еден митрополит не може да ми прости мене, ме има истерано од македонската од храмовите на Македонската православна црква, што да бараме од обичниот верник? И се јас не сакам да судам, меѓутоа сето тоа треба... Не зборувам вие да судите, меѓутоа јас судам за себе си. Кога еден високо преосвештен архиереј кој ме има екскомуницирано, еве 30 години не ми простува. Јас сакам да кажам од себе. Значи, порано навлегав во еден Добро, не би сакал да навлезам во тоа, сакам да го кажам тоа. Да. Значи, во кој што порано, ќе речам, бевме од спортивните страни, меѓутоа ти беше меѓу првите луѓе кои што се сретав од после јас кога дојдов во оваа епархија и преку тебе всушност ми се отворија некои билици, некои врати во кои што јас порано не бев свесен за сето тоа. И како човек, како и ќе речем и како христијаните те почитуваме и те чествувам и искрено сакам сето тоа да се надмене еден ден да се дојде повторно и ти да речеме да си го доживееш тој мир внатрешен и да си имаме и сите ние како македонци православни да бидеме сите заедно. Да, меѓутоа, мојата екскомуникација не е направена за мир, направена е мојата фамилија да нема мир. Например, бевме ние на свадба на внука од прв братучет, од Вујко, свештениците седнаа настрана, не служеа. Невестата не ја пуштаа во црквата, мене ме бркаја со мојата фамилија надвор од храмот. Тој храм е Божји храм, не е на свештеникот, не е на владиката, без разлика, кој не зборуваме за поединечно еден владика или еден свештеник. Меѓутоа, за чинот кој го извршуваат. Како македонци, како македонски верници, сето треба значи да се потрудиме тоа да не се повтора и да не се практикува. Тоа јас можам да го кажам и јас работам на тоа и сум голем борец да се воспостави тој мир меѓу македонската заедница и со сите луѓе, не само со тебе, меѓутоа со сите луѓе меѓу нас. И дај Боже тоа да биде, и дај Боже да речеме многу од нас да се освестат дека поделбите не се добри. Нормално дека не се добри. И дека секој треба да го прифатиме со љубов, па без разлика кој како е. И почнувајќи од себе, има една молитва пред причеста која што ние се причестуваме, па и ние свештениците, велиме да не достигне Господ да се причестиме, во кој грешниците меѓу првиот сум јас. Значи, дали вие ќе си простите меѓу себе свештениците, бидејќи јас го знам фактот, сум на гробишта, сум по црквите, сум на собрание, сум меѓу народот, како што рековте и вие. Но исто така знам дека и ден денес свештениците од едната епархија не комуницираат со свештениците од другата епархија. Ќе си простите еден ден со нив? За жал,
Тоа е факт, тоа е вистина и јас повторно ќе речем треба да се намени. Од моја лична страна се е простено и не гледам непријател во никого кој да е и треба да се надминат тие работи за доброто. Поти го гледам братот свештеник од едната црква, од едната епархија, од другата епархија врват еден покрај друг на прочка или на задушница и не зборувате, вртат глата вака настрана ја вртат. Ова сакам да се знае, бидејќи еве прочка доаѓа и би требало први тие да бидат пример за нас. Точно, така И за другиот свештеник она му сврте на главата, другиот ва му сврте на главата и не се изборуваат. И не се молат во Господа, се помолат. И кога ги гледаш, кога го гледам свештенослужителот да работи нешто такво, нормално дека носи немир во душата. Знаеш, каде дјаволот секогаш гледа да го раздели оно што е здраво и што е право. Така да, за жал, како што велиш ти, тоа се случува меѓу нашиот народ, меѓу нашето свештенство. Повторно ќе речам, јас не можам да судам, нити сакам да судам, меѓутоа сакам да се освестиме прво како луѓе, како христијани, а потоа и како македонци, да си дадеме рака, да сакам посебно за овој празник во кој што и ќе речем повторно, бадијалани ако постеме, ако се причуваме, ако не си простуваме го се. Така, добро, јас не беше ова од мене да го кажувам, меѓутоа ми дојдете така, бидејќи во недела е прочка, се надевам дека ќе ми простат индиректно свештениците кои не им ги спомнувам имењата, меѓутоа знам, убеден сум дека тоа го прават. Јас себе им простувам на нив, меѓутоа не знам тие дали имаат храброст и сила пред олтарот да ми простат и мене. Да продолжиме понатаму со постите сега околу богослужбите, циклусот на богослужбите многу е важен, отец. Мислам дека сакаше да прашаш за задушница. Задушница ќе го ставиме после, нали, да одиме, бидејќи времето ми е кратко, сакам повеќе за циклусот, богослужбите, бидејќи знам дека народот македонски се интересира и сака да ги посетува и манастирите и храмовите. Затоа е добро да објасните. Посебно е зајакнет, има своја смисла и суштина велигденските циклусот на велигденските богослужби, односно големопостните богослужби, како што реков, тие почнаа веќе во претходните недели, во кои што беа подготвителни недели, во кои што, да речеме, преку Евангелијата кои што се читаат во недела, се почуваме дека треба да бидеме смирени, дека не треба да судеме и осудуваме, да се превознесуваме, дека треба да ги почитуваме другите, дека треба да правиме добри дела и да си простуваме, за да можеме, нели, и да го дочекаме правилно Христовото воскресение, да го доживееме, а и, нели, да го дочекаме правил кралевот на новој живот овде на земјата. Од понеделник натака, како што реков, почнува големиот пост, во кој што ги кажав правилата и кој што посебно се зајакнати големопостните или великопостните покајни молитви. Особено во првата недела се чита канонот на Свети Анде Критски, што е покаен кајне, кој што е долг и кој што има една длабока духовна смисла, надирајќи во православната духовна аскеза и подвижниство и покаяние и така натака. После понатака првата недела од овој пост е посветена на делата на православието, во кој што се прославува победата на православието над еретиците. Тога се изнесуваат иконите, се вршат литие во некои цркви. Ние поретко го практикуваме тоа. Отец Климет, мислам дека во Свети Климет го прави тоа. Во Свети Ѓорѓи. Свети Ѓорѓи. И потоа втората недела е недела посветена Свети Григорий Палама, во кој што е победата на православната аскеска и сихастичка пракса за непрестаната Исусова молитва и можноста на нашата благодатна заедница со живиот Бог.
затоа што католиците, односно еретиците, во тоа време велеле дека благодатта е тварна и дека ние не можеме да се соединеме со Бог, и дека меѓутоа праксата во православната црква покажува поинаку, дека благодатта е нетварна, не создадена тие се енергии Божји преку кого ние заедничареме и се соединуваме со Бога, благодатно, не суштински, не природно, тие ги постигнувам преку духовен живот, преку пост, молитва, подвиг, љубов и така натаму. Имаме уште 5 минути. Да, ќе скратам, значи потоа се неделите на крстопоклона недела, во кој што го воздигнуваме крстот. Која недела е таа? Таа е средната недела. Третата недела. Да, таа е недела за тоа што да речеме во тој период малку духот како да не сплавнува и тогаш се подига крстот и ние се подигнуваме гледајќи го љубовта фактички Христова, дека тој се распна за нас и се подигна на крстот и ние добиваме повеќе Сила. Да. Потоа се неделите на Свети Јован Лесничи и на Марија Египетска, во кој што тука е подвижничкиот живот, постот молитва и делотворното покаяние на Света Марија, која што била во своје време голема блудница, меѓутоа во еден период од својот живот сватила дека тоа е голема грешка и голем греф и таа се заминала во пустина и станала поголема од сите подвижници. Дури толку била духовна што одела по реката без да пропадне. Зошто не станала Марија, не била еден заедно со апостолите, која е толку високо значајна? Не, ова е друга Марија. Друга Марија. Друга Марија. Добро. Да, значи, ова е во... Добро, продолжиме со циклусот. Да Потоа, значи, веќе сега навлегуваме периодот на страсната недела. Почнувајќи од... Страшна или... Па исто. Страшна е малку кај нашиот народ влезено, инаку страстна или страдална недела. Страдална. Значи. Зошто е тоа страдална? Страдална затоа што Исус Христос оде на страданија во Ерусалим. Тој, прво се случува настанот со Лазаровото воскресение, во кој што прв пат Бог се открива дека може да воскресне на мртви. И дека фактички на тој начин го поготвува патот неговото воскресение. Сега, затоа и 4 дена било овој во гробот, да не биде поврзано со неговото, меѓутоа повторно, кој што 3-дневно пребивање во гробот на Исус Христос, меѓутоа од петокот до неделата. Да, меѓутоа повторно да речеме се работи за воскресение. И Христос потоа Господ влегува во Ерусалим. Тука е интересно да се спомне на двојноста, на ќе речем трагедијата на човештвото, во кој што претходно истите луѓе го слават Бог како цар, посебно дечињата пак, дечињата со своите чисти души најмногу го познаваат Бога. Веднаш потоа, кога се вмешуваат, да речеме, еврејскиот народ, кога првосвештениците велат распни го на голем петок. И таа недела е страшната недела, на голем понеделник, вторник, среда, како што се вели. Веќе четврток, Велики четврток е неделата во која што се читат страстните евангелија, страдалните евангелија. Навечер тоа се случува, најчесто во црквите. Потоа во голем петок е единствен ден во кој што не се служи литургија, претходно се служе само недела се служи литургија, а во средите и петоците за жал не се практикува тоа кај нас, меѓутоа во манастир го ние практикуваме, секој среда и петок имаме по можност од 11 часот, бидејќи тие треба да идат по пладневени литургии. Литургија на претходно светени дарови, кои што даровите, светата причи се осветува во недела, а се употребува во среда и петок. И потоа, да речеме, се деновите на распетието, на погребението и на воскресението. А плачот на мајката? Да, тоа е Велики петок, голем петок. Тоа е во петок навечер. Во сабота веќе се служи првата, така речена, воскресна литургија, затоа што Христос иако бил, да речеме,
се уште нема воскреснато, меѓутоа гробот бил испразнет. Затоа што се смета дека на тој ден тој влегува во адот, во пеколот. До тогаш сите луѓе неминовно завршувале во адот. И тогаш Христос прв како Богот, како човек без грев, бидејќи тој не само што беше Бог и стана човек за нас, а ги скрши тие пеколни, тие гревовни окови, како што се вели, и после него прв што влегува во рајот, нели е разбойникот, благоразумниот разбойник. Гледаш, тој човек Бараба, така се беше? не Барабе, оној кој што Да, бил да. ослободен заради Христос. И така, значи, поентата на овие велики пости, ето како што... Тука да заклучиме, бидејќи доаѓа крајот. Ќе оставиме задушница за некоја друга програма. Во ред. Поентата на овие големи пости е тоа, да се подготвиме, бидејќи секојден живееме во тие секојдневни грижи, светски грижи и искушенија, напори. И затоа и Светата црква определува барем овој 40 денски пост плюс последната недела, да го посветиме повеќе духовно, на богослужби, на пост, на молитва, на добри дела и да го доживееме Христовото воскресение лично и благодатно. Отец, да, ви благодарам на вас, почитувани слушатели, дојдовме до крајот на нашата радио програма. До слушање до утрешната програма со Васко и Лидија Ангеловски и во вторник повторно со мене. Благодарам. Благодарам.